Благодарам. Пред некое време поднесовме закон за измени и дополни на Законот за служба во армијата на Република Македонија врз основа на член 170 од Деловникот. Сега се повикувам на член 70 од Деловникот и барам 10 минути за образложение на предлогов. Став 2. Гледам, не ги одобрувате тие. Добро, во ред. Ќе одиме со 3 минути образложение. Во изминатиот период во неколку наврати го предлагаме овој закон што по хитна, што по скратена постапка, меѓутоа од страна на владеачкото мнозинство сме одбивани и факт е дека овој закон се нема волја да се донесе. Во овој закон, како што реков, во изминатиот период неколку пати го образложувам, значи имаме поволности за војниците по 1000 евра на работен стаж да добиваат после 45-та година, значи да им се даде отпремнина доколку не се вработат во државна служба. Понатаму ги усогласуваме пензиите на веќе пензионираните лица од армијата на Република Македонија со моментално на исти начин, значи како што заминуваат пензионерите. Подобруваме статус на старешините, го подобруваме статусот на началникот на Генералштабот во однос на Министерството за одбрана, односно ги враќаме ингеренциите со цел да се спречи партизација на Министерството за одбрана, кој што ова собрание го изгласа пред 2 години. И понатаму ги даваме можностите на сите практички старешини кои што имаат желба да заминат порано во пензија, односно со 40 години стаж за мажи и 38 години стаж за жени. Мислиме дека ова е едно рационално решение, затоа што имаме старешини, односно воени лица кои што не можат да заминат во пензија, токму заради тоа што не да го донесеме, односно владеачкото мнозинство нема слух да го донесе овие измени на законот. Само ќе ве потсетам, има лица кои што се по 20 месеци непоставени, значи земаат плата, а не работат ништо, што е трагично, значи станува збор за високи воени старешини. Тука има поранешен министер за одбрана и поранешен мајор, тука има еден поранешен генерал, мислам дека многу добро ме разбирате што сакам да кажам. Во изминатиот период од страна на владеачкото мнозинство имаше некаков предлог за законот за служба во армијата, рекоа дека е даден на влада, поминал на влада, меѓутоа од тогаш му се губи трагата. Практички ова е законот кој што ние го предлагаме, од тука упатувам отворена покана, доколку сакате да интервенирате во законот кој што го предлагаме, отворени сме за соработка, дајте да седнеме, да го изгласаме овој закон, да го ставиме како точка на дневен ред, да го подобрите доколку имате предлози. Јас знам кои се предлозите од ваша страна, согласни сме тие да ги исполниме и да го решиме статусов на војниците. Значи, состојбава не е добра во армијата од легислативен аспект, меѓутоа